Слава на нашиот Господ Исус Христос. Пополека чекориме кон празникот Рождество Христово кон Витлеем и Господ не подучува конкретно оваа недела преку една парабола која ја зема Исус од секојдневниот израелски живот, за да може поблиску да ни го приближи Царството Божјо. Во Евангелието Исус зборува за еден човек кој што приготви вечера, голема вечера, и поканил мнозина кога се било подготвено. Ги праќа своите слуги да ги поканат гостите да дојдат. И така можеме исто оваа парабола да ја намениме на нас, денешните христијани, и да се обидиме да одговориме што всушност значат овие први неколку реда од денешното Евангелие. Тој човек кој што приготвува вечера е самиот Господ, кој воедно и не поканува. А секоја литургија е токму таа покана. Но исто така се однесува и на славењето на крајот од времењата кога Господ ќе дојде во својата слава. Поканети сме на вечна радост. И како што ни зборува ова Евангелие, Бог поканата ја упатува апсолутно на сите луѓе. Од Евангелието слушаме како поканетите одговараат со најразлични изговори. Едниот дека купил нива и ќе треба да оди да ја види, па не можел да дојде на гозбата. Вториот вели дека купил 5 чифта волови и ќе оди да ги проба. Третиот вели дека се оженил, дека не може да дојде. Сигурно можат овие оправдувања да се надополнуваат со многу други. Но ако подетално размислиме за овие оправдувања, забележуваме дека тие се всушност лажни. Заради тоа што кој би купил нива без да ја види, кој би купил волови без да ги проба, тоа би било како денес да купиме куќа, стан или некоја фирма без да ја видиме, или да се купи автомобил без да се проба. Значи, оправданијата се лажни. И така, кога размислуваме за овие луѓе, истото можеме да го принамениме и на нас или на денешниот менталитет, на денешниот свет, кога Исус не поканува на вечера, на славење. Зарем и ние не наоѓаме најразлични причини да не дојдеме? Бараме оправдувања. Не можам заради тоа што имам обврски, немам време или многу други причини знаеме да изнајдеме. Но дали се доволно уверливи за да можеме да се оправдаме пред Бога? Ова Евангелие всушност е еден повик до сите нас да не бараме никакви причини за оправдување, туку секогаш да го ставиме Бог на прво место. Замислете, како христијани, ние цврсто веруваме, ние сме сигурни дека Господ Исус Христос на секој евхаристиско славење станува присутен во светата причест. Тој реално е присутен, тој е со нас, доаѓа кај нас. А ние, замислете, имаме други обрасти, не можеме да најдеме време за Господ. Зарем ова не е поразително? Сериозни прашања кои секој христијанин би требало да си ги постави. Дали бараме ние најразлични оправдувања за неделната литургија? Дали навистина Исус е на прво место во мојот живот? Дали одговарам на неговата покана? И кога еден ден ќе се сретам очи во очи со Исус, што ќе му кажам? Зарем навистина мислиме дека можеме да го излажеме Бога? Верувајте, тој гледа во нашите срца, гледа колку се вистински нашите оправдувања. Истовремено Господ со нас, христијаните, сака и да не подсетува дека ние сме неговите слуги кои треба да ги повикаат другите луѓе, да дојдат на гозбата, да се исполни неговиот дом, гозбената сала. Господ не праќа по плоштадите, улиците, на работните места, на секаде каде што сме, за да навестиме. А дали денес некој повикавме да дојде со нас на литургија? Дали ги повикавме нашите блиски, нашите пријатели, роднини? Да не се срамиме. Тоа е нашето послание денес. И кога еден ден ќе застанеме пред лицето Негово, да можеме да кажеме дека сме направиле секако што ни заповедал Бог, за да ни каже на крајот: влези во радоста на својот Господар. И сигурно,
Сите тоа ние и го посакуваме.